Во Србија се случуваат масовни протести откако беше нападнато едно младо момче, наводно од поддржувачи на Српската напредна странка, таа е СНС, таа е партијата на Вучич, значи врз студенти и граѓани во Нови Сад. Сега што се случува? Денеска околу 18 часот во Краљево имаше протести, во Нови Сад, Крагуевац, Смедерево, Белград, Чачак, Валјево и Ниш. Чи практично хаос има денеска по улиците на Србија повторно. Чи тамо не се смирува работата. Предпоставките се дека Вучич чека да види што ќе се случи на изборите некаде во април-мај во Унгарија и потоа да реши кога и како, на кој начин ќе оди на парламентарни избори. Се повеќе се шпекулира дека во соседна Србија може тој да биде кандидат за премиер, да направи она што го правеше Путин, што го правеле други лидери по светот, значи практично се врати на премиерската позиција затоа што изјавите беа од СНС дека таков човек, таков квалитет не може да изгубат, но што беше поентата на овие видеа? Во Србија ќе видите повторно народ на улици. Нешто што кај нас на пример недостасува. Денеска имаше протести ССМ пред владата, имаа 24 луѓе. Ама ова го нема, оваа борба ја нема кај нас. Осуствува борбата за подобро општество, за квалитативни промени во општеството. И тоа е тоа. Кога ќе се собере вака народ, тогаш ќе можеме ние да речеме да владата не е во право, кога ги одбива барањата за зголемување на минимална плата, еве луѓето се на улица, се борат, сакаат поголема минимална плата. До тогаш, се извинувам, ама ние ги поддржуваме ССМ барањата и медиумски ги поддржуваме и вака ги поддржуваме принципијално. Ние ги поддржуваме, меѓутоа ние сме малцинство. Очигледно, нели пред влада беа 24 беа денеска и ние тројца 27 луѓе поддржуваме ова зголемување на минимална плата. 27 од 900.000 работна сила е ништо. Така да можам да констатирам дека луѓето не сакаат поголема минимална плата, владата нема потреба да го зголемува, така од тој аспект владата е во право. Така да ја немам зошто да критикувам. Ја можам да ги критикувам тие кои што се декларираат како комити, војводи, партизани, првоборци и така натака, ама само на тастатура. Фуфка му е да излезе на улица да протестира, со мене се расправаат овдека или со Милош или со Филип, учат. Значи ако вие нешто мислите борбата не може да ја водиме само тројца, четворица, петорица луѓе.